кои се бришат од изборната листа со образложение дека нема постојан престој во Македонија, или бидејќи така резултирано со вкрстување на податоците додека реално има стотици гласачи кои со години назад гласале во секој избори и речиси никогаш не ја напуштиле државата. Движењето Беса реагира на ова флагрантно кршење на основните човекови, уставни и политички права на граѓаните на државата. Фактот што само вчера беа пријавени неколку стотици граѓани кои гласале на последните избори и кои никогаш не биле во иследништво е доказ дека Државната изборна комисија при прочистување на изборниот список целосно потврдила. Ова е знак дека ДИК работел тенденциозно во насока на прочистување гласачи кои се непожелни или пак според партиските членови на ДИК може да не се гласачи на посакуваните партии од нив. Дотолку повеќе е вознемирувачки фактот што повеќето избришани гласачи од изборниот список кои се квалификувани како иселеници, а кои ни за години назад не ја напуштиле земјата, се роднини на високи представници на Движењето Беса. Затоа во овој чин ние гледаме тенденција на албанската партија од власт да ги избрише гласачите за кои таа смета дека нема да гласат за неа. Доволен е фактот што блиски роднини на председателот и на подпредседателот на Беса се избришани од изборниот список, или пак доволно е да се види колку лица со презимето на генералниот секретар Гаши се избришани, како и многу членови и други роднини на движењето, за да се разбере тенденцијата на партијата на власт, која се однесува како огранок на ВМРО-ДПМН. Кога сме тука, кога двете албански партии функционираат како албански ограноци на ВМРО-ДПМН, му поставуваме прашање и на СДСМ. Каде исчезна 200.000 фантомски гласачи, за кои зборуваше таа, и дали значи дека таа ги изгуби изборите поради овие 40.000 албански гласачи, кои денес се бришат од изборниот список. Затечени во оваа ситуација, кога очигледно ДИК избрал тенденциозна методологија со план за бришење на албанските гласачи под изговор дека се иселеници и притоа ги избришала гласачите за кои знае дека не се гласачи на партијата на власт. Движењето Беса изјавува дека во Македонија се прекројува голема изборна измама. Поаѓајќи од ова, како и од фактот што се планира да му се наштети на албанската опозиција, изјавуваме дека ние сериозно ја разгледуваме можноста за бойкотирање на овие избори. Во никој случај нема да дозволиме поради ова манија за останување на власт на албанската партија да падат албанците од Македонија. Ние нема да го признаеме изборниот процес кој уште еднаш ќе манипулира со волјата на албанците. Ви благодарам.